Со формирањето на новиот политички субјект ГРОМ и со граѓанскиот концепт на ГРОМ ќе се изостави стереотипниот начин на политичко делување. Ќе се воспостават нови стандарди кои се карактеристични за современите политички движенија, при тоа ставајќи акцент на граѓанинот. Пред се, мултикултурата, демократските вредности, заедништво, доверба, еднаквост и можност за сите, почитување на различностите и се она што е потребно за развој на едно демократско општество, какво сакаме да биде Република Македонија. Јас, како човек што се бави со политика, морам да ви кажам дека веќе има власт, таа власт се вика Општина Карпош. Јас таа власт многу ја почитувам и многу ја сакам и оваа функција со посебно задоволство ја обавувам. Но она што сметам дека ни е потребно на сите нас и на сите вас е да ова биполарна политичка сцена во Република Македонија малку ја размрдаме и да им покажеме на граѓаните дека судбината или ВМРО-ДПМН или СДСМ е лоша судбина и дека има и граѓани кои што размислуваат и малку на подруг начин. Наше мислење оти мултиетничноста е само предност на Македонија, а не мана, и дека тоа што имаме повеќе етнички заедници, дека тоа треба само таа шаренликост на култури да дава една многу позитивна енергија и дека јазичните предности што ги имаат нашите припадници на етничките заедници во обкружувањето само може да ни ги подобрат економските врски, може да ги подобрат трговските врски и да допринесат уште повеќе за развојот на Република Македонија. Но едно е клучно прашање, а тоа клучно прашање се вика етничка стабилност на Република Македонија. Ако немаме етничка стабилност, нема политичка стабилност, нема безбедностна стабилност, а нема ли политичка и безбедностна стабилност, нема ни економски просперитет. Ние сме од Скопје, но веројатно и вие од аеродром не се сложувате со тоа што милиони, тешки стотици милиони евра се стурија на 1 квадратен километар во централното градско подрачје. Што ќе кажат оние што живеат во Пекчево, во Берово, оние што живеат во Демирхисар, оние што живеат во Центар Жупа, во Девар? Сите граѓани на Република Македонија имаат право да имаат барем приближни инфраструктурни услови, приближни услови за развој на културата, за образование, за здравство, за спорт. За жал, тоа кај нас не е така. Гледаме дека енормни средства се истураат токму во централното градско подрачје, а тоа ќе ни донесе еден нов проблем. Тој нов проблем се вика напуштање не само на села во Република Македонија, туку и на цели градови, и како тргнала ваква погрешна демографска политика, од Скопје ќе направи еден монструм кој што нема капацитети, ниту инфраструктурни, нити економски потенцијали има да може да го собере селото на население кој што доаѓа од натрешноста, а и не е добро за Република Македонија да незиниот развој оди само кон главниот град, а да ги запоставуваме останатите делови на Република Македонија. Смислата на земјоделието, на субвенциите и дотациите, земјоделците да имаат пониски трошоци, да имаат повеќе профит, но во исто време ние како граѓани да имаме поевтина храна. Нас цената на храната ни се зголемува, земјоделците пиштат и незадоволни и од цените и од состојбата во која што се наоѓаат. Нашите цени на европските пазари неконкурентни и мислам дека нешто фали во ова наша политика. Ние сметаме дека треба да се инвестира и да се поддржува конзервната индустрија, сметаме дека треба да се потикнува и да се поддржува окрупнување на земјоделските парцели, треба да се барат нови пазари, едукација на нашите земјоделци и така натаму, за да паднат трошоците по единица производ, ако сакаме да бидеме конкурентни на светскиот пазар. Во спротивно, нашите земјоделци нема да може да ги пласираат нивните производи. Енергетскиот дел. Македонија нема енергетска стратегија. Како ние мислиме да се развиваме кога сме 100% увозно зависни од нафта, 100% сме увозно зависни од газ. Кога бев министар за економија, увозот на електрична енергија беше 65 милиони евра, сега е преку 700 милиони евра. А пазите, фабриките не ни работат. Како Македонија мисли да се развива
ако не гради енергетски објекти. Ние сметаме дека таму треба да ги насочиме нашите средства, затоа што енергијата од година на година се ќе поскапува, ќе биде поскапа и поскапа. Само гледате за 7-8 години колку поскапела цената на електричната енергија. Ако не градиме енергетски капацитети, ако не вложуваме во алтернативни извори на енергија, ако не вложуваме во обновливи извори на енергија, ако не ги потикнуваме граѓаните да ја зголемат енергетската ефикасност, ако државните објекти не ни бидат енергетски ефикасни, ако не вложуваме во енергетска ефикасност, тоа значи сите промени на цената на енергијата на светскиот пазар ќе влие директно врз вашиот буџет и ќе влие директно врз цената на нашите производи во предпријатијата, затоа што енергијата е битен фактор во цената на производите и нашите производи ќе станат неконкурентни. Поштувани пријатели, ја правиме оваа партија. Не да му одмогнеме на СДСМ, наводно за да можел да дојде на власт, како да целиот памет на овој свет е собран во мозоците на членовите на Социјалдемократскиот сојуз и како да само Социјалдемократскиот сојуз е алтернативата за водење на успешно водење на оваа држава. Јас со нив бев во влада и многу добро знам колку знаат и колку можат кога се на власт. Кога се на власт се однесуваат како фудбалери, кои што, знаете, кога имате во малку играте фудбал, некој што топката само ја држи кај себе, а никако нити да послужи некој фудбалер да му даде пас, нити да даде гол, нити така се однесува Социјалдемократскиот сојуз кога е на власт. И сега се чудам, тие исти колеги со кои што бев во влада, што ми кажуваа на последниот ручек, владин ручек во 2006 година, кога и велев, добро бе колеги, јас мислев дека вие имате некоја карта во раце, дека ќе треснете некоја условна покана за НАТО, дека некој адут, некој нешто имате, вие ништо не сте имале, зошто не отеравте на избори порано на 5 јуни, вие ништо. Вика, ако оставивме за на есен да биде за октомври месец, немавме пари да дадеме за пшеницата, немавме, ќе не притиснеа стечајците, не знам, па тоа значи дека тие два гледаат да избегаат од владата. А сега бараат власт назад. А јас да им кажам како немаше пари. Парите што ги земавме од електропродажбата на електродистрибуција, кај отидоа? Во Народна банка и они кажуваат немале пари. А на крај на година по 70-80 милиона евра враќавме во Народна банка како вишок на приходи во однос на расходите во буџетот на Република Македонија. Тоа само кажува колку не знаеа да ја водат владата и да ја водат земјата. Морам да ви кажам дека сум изненаден не само од бројот на членови кои што ни се приклучува, досега имаме над 17.000 членови, така и проектиравме до нова година да имаме околу 20.000, но ме изненадува бројот на членови кои што активно сакаат да учествуваат во работата на партијата. Тоа е од членството кое што досега ние се зашленило, од прилика по зависност по општини оди од 25 до 30%, што е навистина доста сигурен и голем број, и особено ми е драго што голем број на членови кои што никогаш не се бавеле со партиска активност се вклучуваат во партијата, што се вклучуваат млади луѓе, и морам да ви кажам дека ни се добредојдени сите оние кои што доаѓаат од другите политички партии со нивното искуство што го имаат да го пренесат во партијата и да се гледаме само за добро. Благодарам.